Паркирањето на тротоарите е незаконско и со тоа се загрозува безбедноста на пешаците. Токму на оваа тема ќе зборуваме со нашиот денешен гостин. Велам добар ден и добре дојде за господинот Дејан Трпевски, сообраќајни инженер и судски вештак за сообраќајни незгоди. Добре дојдовте. Благодарам за поканата, добре најдов. Имавте можност да видите што се ние денес забележавме, што забележаа нашите колеги од Битола и од Велес. Сосема сте свесен со оглед на тоа што работите, со какви ситуации се наоѓаме секојдневно. Така е, значи ова што беше прикажано сега е само резултат на долгогодишни пропусти на одредени институции во државата и со тек на време само овие проблеми ќе се зголемуваат се повеќе и повеќе. Проблемот со паркирањето во градовите, особено во Скопје, па и во помалите градови, е долгогодишен проблем кој што почна да се генерира во времето кога се дозволи градежна експанзија на градовите. Конкретно за Скопје, градските сообраќајници и паркиралиштата, тоа е се дизајнирано во 60-тите години или после земјотресот. Има одредени зголемувања на бројот на паркинг места, изградба на катни гаражи, меѓутоа таквата изградба не го прати трендот на зголемување на населението и бројот на возилата. Значи, бројот на возилата во град Скопје одамна го има надминато оној проектиран максимум кој што може градот Скопје сообраќајниците, па и паркинг просторите да го абсорбираат како од технички аспект. Еден од главните проблеми представува изградбата на објекти за колективно домување и тоа претежно во поелитните делови, односно централните градски подрачја, каде што и сообраќајот е најинтензивен, и при тоа не се води сметка за паркирањето. Согласно законот, секој таков објект треба да има одреден број на паркинг места, меѓутоа тука почнуваат главните проблеми. Општините издаваат дозволи на проектирани паркинг места, а не на изградени паркинг места. Значи имаме ситуации каде што на одреден мал простор сака да се изгради голем број на паркинг места и затоа се користат иновативни технички решенија од типот на елеватори и лифтови за спуштање на возилата на -1, -2. Меѓутоа тоа за жал не функционира. Тие лифтови редовно се или расипани, не функционираат, или тие на -2, -3 нивоа се поплавени гаражи, па никој не сака ни да ги користи. Проблематично е влегувањето и излегувањето и затоа луѓето, собствениците, ако веќе купиле гаража, се решаваат да го остават возилото надвор, на тротоар, пошто никој не ги казнува, нели? И не ги користат таквите гаражи. Голем дел од оние што имаат гаражи, па ги пренамениле гаражите. Значи, тоа се шпајзови кај што се чуваат разни зимници, резервните гуми од колата и така, возилото повторно останува на улица. Не мал е бројот на оние гаражи кои што би можеле да бидат во функција, каде што гаражите се пренаменети од страна на самиот инвеститор. Тој добил дозвола, изградил, некој му го примил објектот дал употребна дозвола и веднаш пренаменето тоа дали во некаков деловен простор или било што. Значи, оној број на гаражи што треба да биде во функција, ние фактички го немаме. Така да луѓево се приморани, значи немате каде вие тоа да го паркирате вашето возило, па се приморани да паркираат на улиците, на тротоарите, на места кои што го попречуваат на нормално одвивање на сообраќајот. Тука големи се грешките на општините кои што издаваат такви дозволи и не го контролираат спроведувањето на градежните давањето на употребна дозвола по извршената градба, дали тој број на возила на паркинг места одговара на проектираниот и на тој начин се губат тие паркинг места и зградиве што нови се прават и со зголемување на населението се зголемува и бројот на возилата. Порано секоја фамилија и немала возило, па дојдовме секоја фамилија има возило, сега секоја фамилија има 2 до 3 возила. Значи капацитетот на сообраќајниците и паркинг просторите во Скопје е далеку од потребниот за овој обем на сообраќај. Решенија секако постојат. Тоа е едно од решенијата е мораториум на изградба на објекти за колективно домување. Но тоа е најнепопуларен. Да, тоа им е на општините најголем приход им и затоа општините не се замараат со изградба на паркиралишта, него гледаат таму каде што може да остварат приходи. Меѓутоа, ако се продолжи со тој тренд, во блиска иднина ќе имаме тотален колапс на системот. Не вреди вие да казнувате некого. Вие може да го казнете денеска 10 пати некој за погрешно паркирање, и тој нема кај да паркира. Паркиралиштето, вие
складиште. Во едно складиште може да ставите, да кажеме, 100 единици, 100 возила. Може би 101, 102, ако се паркираат малце попрецизно. Меѓутоа, не можете да ставите 200, не може да ставите 300. Градот Скопје нема недостаток од 10-20 паркинг места. Има недостаток од илјадници паркинг места, така да и би требало можеби да се размислува за дефинирање на различни зони во градот Скопје, значи да кажеме црвена зона кај што е забрането и застанување и паркирање. Например, имате еден пример во Партизанска, според универзална сала, тука имате неколку кафичи, нели, кај што редовно имате возила кои што се застанати, господата не може да одат да паркираат на паркинг, мора пред кафичот да го остават својот Мерцедес од 100.000 евра, значи човек кој што има 100.000 евра не сака да плати паркинг никаде и сака да малтене во кафичот да влезе внатре. Го попречува сообраќајот. Значи еден дел е градежниот дел што е нели во делот на паркингите, еден дел е културата и еден дел е неказнивоста за ваквите сообраќајни прекршоци. Еден од луѓето кои што го имавме во прилозите спомена имам двојни стандарди. Сите ние веројатно повеќе или помалку имаме двојни стандарди. Кога како учесници во сообраќајот, кога сум пешак ми пречат автомобилите на тротоарите, кога сум возач наоѓам оправдување немам каде. Да, тие двојни стандарди најголемиот дел на луѓето ги имаат. Меѓутоа тие двојни стандарди произлегуваат од сообраќајната култура. Ова што сега го имаме во Македонија е апсолутна сообраќајна некултура. Оваа сообраќајна некултура не е преку нешто создадена. Оваа сообраќајна некултура се создава во последните 30-40 години. И имаме изгубени генерации во поглед на сообраќајната култура. Ова не може да го смените вие со никакви нели спотови на телевизија, апели и такви работи, значи тоа не може да се смени. За да се смени сообраќајната култура кај луѓето, потребно е од мали нозе, од основно училиште да се почне со систематско нели индоктринирање на децата за да се создадат генерации кои што ќе имаат сообраќајна култура за полека оваа сообраќајна култура да се истиснува. Меѓутоа тоа се работи на долги рокови, тоа се значи 20-30 години треба да поминат за да оваа сообраќајна некултура биде потисната од така добро проектирана, односно спроведена сообраќајна култура кај населението. Значи потребно да додат нови генерации кои што ќе имаат сообраќајна култура, а стариве генерации сега, моментално што се со сообраќајната некултура, нели да заминат полека во делот, ајде да не кажеме во историјата, за да се нешто смени. Инаку во делот на сообраќајната култура не може ништо да се направи преку ноќ. Тоа е долготраен процес кој што мора да се одвива со години. Но, за да излезат генерации кои што имаат сообраќајна култура, веројатно треба да учат од нас генерацијата која што има сообраќајна некултура. Како ние да се опаметиме? Ќе помогнат ли високите казни? Високите казни нема да помогнат, а меѓутоа честите казни ќе помогнат. Значи не е поентата вие некога да го казните со 100, 200, 300 евра. 1500 денара е сосема доволна казна, меѓутоа ако денеска вие 3 пати го казните по 1500 денара, тоа ќе видат многу пари. Има и луѓе кои што и после тој број на казни, нели слушнавме во репортажата дека има многу напишани казни не се платени. Може би нека законска измена каде што да кажеме за 3, за 4, за 5 неплатени казни за погрешно паркирање би следила некоја ригорозна казна од заменена возачка дозвола, да кажеме, или конфискација на возилото, да се однесе со пајак. Така да мора да има некакви поголеми реперкусии. Меѓутоа, од финансиски аспект за некои луѓе казните од 100-200 евра не значат ништо, така да може да го плати и повторно ќе паркира на истото место. И ќе покаже колку е силен. Токму тоа е, да. Значи, тој може да плати и едноставно вие не можете ништо да направите со тоа. Како за крај на разговорот, јас само би сакала да ве прашам, имате еден предлог, бидејќи со оглед на тоа се што ни се случува во сообраќајов и немиливе настани и пешаците кои што гинат по улиците, последното е ова со Фросина. Вие велите вака, сте поминале на црвено, возите без возачка дозвола, возите под дејство на алкохол, сте ја пречекориле брзината на возење над граничната што е пропишана, казна затвор од 6 месеци. Тоа е ваш предлог или идеја или за кога станува збор за измена на законот за сообраќај? Видите, одреден број на сообраќајни прекршоци мора да се криминализираат. Пред некој ден слушнав дневен билтен извештај на МВР, во еден ден фатени 200 возачи без возачка дозвола.
Кога работиме со сообраќајни вештачења, го гледаме трендот во полициските записници на се поголем и поголем број сообраќајни незгоди кај што учествуваат возачи без да поседуваат возачка дозвола. Значи, најголем дел од сообраќајните незгоди каде што гинат пешаци и има повредени лица се како последица на овие 4 сообраќајни прекршоци. Так. Значи, доколку ги елиминираме тие или ги намалиме тие 4 сообраќајни прекршоци, драстично ќе се намали бројот на сообраќајни незгоди со последици повреди и губиток на животи. Секој сообраќајен прекршок треба да биде казнет. Меѓутоа, сообраќајен прекршок од погрешно паркирање некаде не може да има таква тежина како сообраќајен прекршок поминување на црвено или возење под дејство на алкохол. Во делот на алкохолот потребно е да се стави 0 промили алкохол, како што е и во Србија, како што е и во Хрватска, како што е и во Словенија, во сите. Само ние имаме тука уште 0,5 промили алкохол. До 0,5 промили, едно пиво не е ништо кај нас, нели? До 0,5 промили алкохол да бидете казнети парично и со одземање возачката дозвола на 2-3 месеца. Над 0,5 промили, тука веќе нема што да се разговара. Значи, тоа е интенција, предлогот, да, казна затвор 6 месеци и одземање, конфискација на возилото трајно во корист на државата, па државата да го продаде после на аукција и парите додат, да кажеме, за детска поликлиника или за некоја таква институција, би дало големи резултати, затоа што оној што нема возачка дозвола, да, ти можеш да седнеш во југо, што кошта 500 евра, ама ако возиш Мерцедес од 50.000 евра, да ти го земат Мерцедесот и да треба да одлежиш 6 месеци затвор, нема да биде исто. Поентата на казната затвор не е да биде затвор. Поентата на казната затвор е казната да има иста тежина и за тој што може да плати и за тој што не може да плати. Затоа што тој што може да плати ќе каже колку може да платам, ќе платам и веднаш ќе се врати да го прави исто. И ќе повтори истата работа. Тој што нема да плати, тој ќе мора да оди да одлежи затвор. Значи поентата е да нема двојни стандарди што го рековте. Значи плаќањето на казната е двоен стандард. Моќникот ќе плати, тој што не е моќен нема да плати. Меѓутоа за жал не гледам политичка волја да се реализира такво нешто, доколку тоа се одважи политичкото естаблишмент да воведе такви казни, затоа што во Србија веќе е воведена такво ниво на казнување. Тоа би помогнало многу во намалувањето на сообраќајните прекршоци и во намалувањето на последиците од тоа. Во последно време забележан е тренд на намален број на сообраќајни незгоди. А зошто е тоа така? Затоа што имаме сега во овој период зголемена контрола од страна на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, сето ова не вреди без механизмот на контрола од страна на државата. Сега гледаме дека до сега немало контрола, а сега во последните 2-3 недели нели имаме ригорозни контроли каде што имаме веќе видливи резултати. Така да се постави прашањето за ефикасноста на Министерството за внатрешни работи до сега како било. Ќе помогне ли системот со камерите, безбеден град, нашите прекршоци да ни доаѓаат во плик по пошта дома? Па системот Safe City решава дел од проблемите, како што неколку пати споменато, го решава проблемот со брзото возење и поминувањето на црвено светло. Не го решава проблемот со алкохолот и не го решава проблемот со имањето на возачка дозвола или не. Секако дека ќе помогне во голема мерка, затоа што голем дел од сообраќајните прекршоци се меѓусебно поврзани. Значи, конзумирањето на алкохол со брзото возење, поминувањето на црвено се поврзани. Значи, ако ве фати сега на црвено, ако казната ви е и за црвено и за алкохолот иста, значи да мора да отидете да одлежите 6 месеци, тогаш ќе биде малце поинаку, значи бидејќи постои интерконекција меѓу нив, ако сте под дејство на алкохол ќе кажете добро, доста, под дејство на алкохол ќе си земам такси зашто и кола ќе ми земат и затвор ќе лежам и сите тие работи собрани наеднаш едноставно е ќе проработи свеста малце кај луѓето затоа што реперкусиите ќе бидат многу големи. И многу битна работа која што би сакал да напоменам е да се усвои систем на одземање за овие 4 дела, одземање на возачката дозвола трајно. Кога велам трајно, не доживотно, туку одземање и веќе не ви ја враќаме возачката дозвола. Вие сте од денеска пешак или велосипедист. Ако сакате се стекнете со возачка дозвола, поверете во автошкола, земете си часови, повторно полагајте, поминете истата голгота поминете за полагањето. Па кога ќе се стекнете повторно со возачка дозвола, знаејќи дека ако пак ви ја земат, пак ќе идете на истиот принцип, малце поинаку ќе размислувате. Тоа е механизмот, значи не е механизмот да бидете вие само казнети финансиски. Овој систем функционира на западот долг низ на години и дава добри резултати. Значи луѓето под закана на санкции, значи не е поентата да вие да казнувате. Заканата од санкции ќе си го одработи своето. Ве слушав додека зборувавте од земање на возачката дозвола и сега ми се врти филмот во главата. Знаете колку е тешко ако сте 20 години возач
и да ви ја земат трајно возачката и да треба повторно да одите да полагате на полигон и градска. Токму тоа е Знаете и поентата. Предпоставувам, Да. кога би положиле сигурно не од прв Видите пат. вака, на запад тоа е добро изрегулирано. Државата за 1 до 4 прекршици нема да ве казни. Ќе ви ја земе возачката дозвола, сега за да се стекнете вие со право да повторно полагате, има таму друг систем. Автошколите имаат овластување да држат едукативни програми за таквите возачи. Па вие сега, ако сакате да полагате, прво ќе мора да отидете во автошколата, да си платите, во Словенија мислам 2000 евра е, да си платите 2000 евра, 6 месеци, 2 пати неделно мора да се појавите таму и вашето присуство се снима на камера, значи не може да не се појавите, а да некој ви даде потврда. Така. После 6 месеци вие се стекнувате со право да ви издадат потврда, ќе ви издадат потврда. Со таа потврда сега можете да се јавите за да полагате. Без таа потврда нема да ви се дозволи да полагате. На тој начин државата обезбедила работа и за автошколите, обезбедила приход од данокот на додадена вредност што ќе го платите нели вие и ќе го измалтретирате максимално оној што правил сообраќајни прекршоци. За да не му текне. И за да не му текне посла да го прави истото. Само на тој начин може свеста да се врати кај граѓаните. Не може со високата казна ќе го плати еднаш и ќе замине. Така. Значи реперкусијата, малтретирањето е нешто што е тешко. Плаќањето денеска не е тешко. Секој ден ќе ви извади 500 евра ќе плати. Казниве наши се од финансиски аспект многу, да кажеме, ајде да не кажам смешни, многу се ниски. Меѓутоа не е поентата да ги зголемите. Поентата е да го натерате да помине повторно низ, ајде да не кажам сито и решето, за едноставно да свати дека ако се повтори истото, дека повторно ќе треба да поминува низ истото, а сепак тоа е нешто што не би сакал никој да го поминува по втор пат или не да боже по трет пат. Господине Трпевски, ви благодарам за гостувањето во денешната емисија. Верувам дека оние што не следат ќе се согласат со она што го кажавте, бидејќи сите ние знаеме понекогаш да имаме двојни стандарди. Веројатно ќе успееме да произведеме генерација која што ќе после нас, која што ќе има сообраќајна култура. Благодарам за поканата. Се надевам дека вашава емисија ќе допре до надлежните институции и луѓе кои што ги носат одлуките да земат дел од овие предлози во предвид, да ги проанализираат и да ги инкорпорираат во предложените измени во законот, се со цел да го намалиме губитокот на животи на луѓето во сообраќајот, како на пешаци, велосипедисти, така и учесниците други во сообраќајот. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во денешната емисија.